Добро вечер, почитувани гледачи, во продолжение минути кои ни се предвидени за најновите информации од културата. На пригодна свеченост и во присуство на представници од книжевниот свет, читатели и медиуми, беше доделена наградата Пегас за 2025 година на писателката Фросина Пармаковска за романот Кривата Дијана. Свечено и во присуство на представници од книжевниот свет, читатели и медиуми, беше доделена наградата Пегас за 2025 година на писателката Фросина Пармаковска за романот Кривата Дијана. Ракописот Кривата Дијана е инспирирано од реални трагични случувања во нашата држава во изминатите години. Во книгата, авторката ги поставува прашањата што сите ние честопати си ги поставуваме. Зошто ни се случува ова? Зошто нам? Зошто токму сега? И зошто повторно? Романот излезе сега, изминатиот месец, откако беше објавено дека е добитник на наградата Пегас во септември. Значи, после тие некои завршни подготовки, отиде во печатница и баш пред недела-две излезе, а денес е официјалната промоција и врачувањето на наградата. Романот обработува теми од денешнината. Значи, јас верувам дека во овој роман најмногу од сите мои романи досега се занимавам со реалноста, значи со оваа наша македонска реалност која што сега ја живееме. Како што спомнав и во другите романи, во сите е присутна, но некако овде директно е вклучена, директно зависат животите на ликовите, судбините на ликовите, токму од таа реалност која што и под убаво и во неубаво може, мисла, македонскиот читател да ја препознае, да ја види, да ја почувствува, да свати дека токму таа е таа. Кон наградата и победничкиот роман се осврнаа Иван Додовски, професор, писател, книжевен и театарски критичар, и Бисера Бендевска, уредничка во Арс Ламина, кои беа дел од жири комисијата. Проценивме дека е неопходно да се востанови една ваква награда. Таа цел има да ги скаутира новите писма, но секако добре дојдени се и етаблираните автори. Впрочем, годинава, а и минатата година доделивме награда Пегас на веќе етаблирани автори. Ланската година тоа беше Владимир Јанковски со романот Ехото на акробатите, а годинава, токму вечерва, ќе доделиме наградата Пегас на Фросина Пармаковска за романот Кривата Дијана. Конкурсот е веќе отворен, всушност востановена е практика, штом го објавиме добитникот за тековната година, истиот ден е отворен конкурсот за следната година, така што на 2 септември, кога го објавивме победникот на наградата Пегас за 2025 година, го отворивме и конкурсот за 2026 година. Конкурсот се затвора на 2 јуни 2026 година, еден долг период кога може некој наменски да напише ракопис, а добро и за оние кои што чуваат нешто во фиоките, да го извадат, да го ревидираат и да го понудат за читање. На 7-миот конкурс за наградата за најдобар необјавен роман во 2025 година, што ја доделува издавачката куќа Арс Ламина во соработка со Фондацијата Славко Јаневски, пристигнаа 45 ракописи. Во меѓувреме, отворен е и 8-миот конкурс за наградата Пегас за 2026 година. Можат да конкурираат сите необјавени романи, напишани на македонски јазик, наменети за возрасни. Изложбата Проткајување на Билјана Мицковиќ преку техниката колаж го прикажува динамичното спојување на различни материјали, форми и текстури, како асоциација на секојдневните односи. Секое дело ја истражува деликатната меѓусебна врска помеѓу физичкото, емоционалното и психолошкото, вплетувајќи ги во живописно значење и доживување. Проткајување е мојата прва изложба. Јас не сум ликовен уметник, наставник сум во основно образование, предавам од 1 до 5 одделение. Ние наставниците си имаме една креативна жичка, особено кога работиме со неписмени уште ученици пред да ги описмениме. Па така решив таа мојата креативност да изразам и на друг начин и да представам и пред друга публика. Техниката, работена во техника колаж, почнав со хартија, потоа додадов коноп, потоа ги споив тие два елементи, како меки материјали кои можат да се спојуваат, па потоа почнав да додавам и се друго што можеше да трпи
една мекост и целина. На изложбата има овде нешто помалце од 30, затоа што не ми се сите тука, некои се веќе во приватни колекции, но затоа на видеообимот ќе можете да ги погледнете сите дела. И тие што се изложени, и тие што не ми се тука. Изложбата е подготвувана можеби 2 години, со прекини. Работено е 2 години и така и се чувствува промената од почетните до последните во овие 2 години како се развивала мислата. Проткајување се вика затоа што и низ животот се проткајуваат разни ситуации, разни идеи, разни мисли, кои сите тие треба да се спојат и се проткајуваат една во друга, една низ друга и создаваат една целина. Здруженијето на граѓани за помош и поддршка на лица со Даунов синдром Трисомија 21 во Домот на културата Билјана Беличанец во Киселавода одржа уникатен, инклузивен фолклорен настан исполнет со традиција, музика и танци. Ова е наш втор концерт, првиот концерт беше во минатата година, инаку содржината на овој концерт беа народни ора и песни, сето тоа преплетено и во една кореографија на една традиционална македонска свадба, се разбира со оглед дека се овие лица со посебни потреби, тоа е прилагодено на нивните можности. Имаше голем одзив од страна на публиката, децата, нашите лица кои беа на сцената по завршувањето на сцената беа пресрекни од добиениот аплауз, се чувствуваа многу срекно исполнети дека ете и тие можат да се вклучат во област, да се вклучат инклузивно во областа на уметноста. Инаку овој концерт беше инклузивен, освен нашите деца, односно нашите лица, да кажем, тоа ви се момци и девојки, што беа од нашето здружение, 9 луѓе, исто така учествува инклузивно игрорци од фолклорниот ансамбл Седенка под менторство на Роберт Ангеловски. И со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.